Ви благодарам колешка за вашиот говор и за деталното објаснување за реалната состојба во научните институти. Тоа станува збор за значи бидејќи доаѓам од еден од тие институти, ја разбирам оваа тема и проблематика. Морам да истакнам две работи. Значи ги прогледавме материјалите, ги анализиравме, ги видовме и досегашните закони и постапки како се вработени овие асистенти. Законот е доста нејасен. Значи вие сега дадовте еден осврт на состојбата сегашна на вработени помлади асистенти и асистенти кои веќе имаат запишано докторски студии. Меѓутоа, докторски студии запишани во текот на овие неколку години, изминати неколку години. Но да не заборавиме дека таму има и заостанати случаи на помлади асистенти и асистенти кои што ниту магистрирале, ниту докторирале. До сега веќе ова е трето пролонгирање на рокот. Значи еднаш е пролонгирано од 2010 до 2015 и понатаму е пролонгирано уште еднаш од 2015 до 2020. Сега даваме трет рок. Значи тоа веќе се пролонгира за 15 години, се дава време. Најпрво ќе укажам на тоа дека по најновите закони, по најновите критериуми и на УКИМ и според Законот за научна дејност, научно-истражувачка дејност, е многу проблематично како се овие луѓе, особено во 2018-19 што ги спомнувате, како се вработени како помлади асистенти, бидејќи самиот назив помлад асистент не се сретнува веќе ниту во правилникот за избор на научни соработнички звања, ниту во Законот за високо образование, ниту пак во Законот за научно-истражувачка дејност, што значи дека ова е самото по себе проблематично, како се тие воопшто вработени како помлади асистенти. Зборам, значи помлад асистент подразбира без магистратура. Друга работа што е исто дискутабилна е што точно дека има одлив на кадар, но доколку еден научник кој што претендира да биде научник се вработи во научна институција и во рок од 3 години не магистрира и докторира дополнителни уште 3 години, при тоа знаете дека за докторат може да се побара и продолжување од други причини, значи од прилика до 5 години оди. Ако никој во рок од 8 години не магистрирал и не докторирал, според мене сметам дека на тој човек или жена, значи кој да е вработен, местото не му е во науката. Бидејќи да работиш во научна институција и да дозволиш за 8 години да не ги завршиш сите инстанции едукативни потребни кои што се бараат, тогаш веќе е тоа проблематично. Затоа, извинете само да довршам, овој закон е проблематичен во смисла што не дава точни временски рамки за кои се однесува ова пролонгирање. Бидејќи доколку се однесува за некој кој што се запишале на докторат од 2000 помеѓу 2010 и 15, ова е премногу. И јас ова и покрај тоа што доаѓам од таа област нема да го поддржам. Барам, значи да се допрецизира за кого важи ова продолжување. Дали важи за тие што се запишани 2019-2020, кои што по регуларен пат ќе си го завршат, или се бара за некои заостанати колеги од овие институти кои што ги спомнавте, кои што едноставно го пропуштиле возот и сега бараат дополнително уште 5 години продолжување. Колеги, тоа се 15 години. Тоа е премногу. Благодарам. Ви благодарам. Бисера Стојчевска.